Драги гледачи, ова утро мојот денешен соговорник Божидар Божиновски и неговата нова книга СФСН или Слобода, смрт фашизму, слобода народ. Божа, добро утро. Добро утро и вас. Мило ми е што ме поканивте во емисијата да бидам дел од вашата емисија. Така, да. Смрт фашизму, слобода народу. Да. Еден југословенски слоган. Така? Па добро, ја надминува границата на Југославија, тоа би рекол е поќе човечки слоган отколку конкретно да географски поим. Ова е твоја пета книга, односно пети роман, а ти ка ни кажеш за што станува збор, што е тематиката, зашто ваков наслов, што сакаш да кажеш преку насловот и кој е жанрот на книгата? Па жанрот на книгата е малце подзаборавен кај нас, барем јас што знам 35 години веќе нема партизански романи, како што се распадна социјализмот. Иако ова не е партизански роман во класична смисла, како тој со вилучка ќе стигне до Берлин и ќе го заколи Хитлер, поќе та димензија човечката на војната, што чувствува човек во војна и војните во себе, што губи, што добива. Првиот наслов беше работниот добиена војна изгубен мир. Зашто сметам дека после такви големи настани, големи војни и загуби на сите страни човекот губи дел од себе, иако може да победи во некоја смисла, многу повеќе губи лично. Во таа смисла беше од друга страна романот гледан, низ таа призма на два-три главни ликови, како е доживува таа цела окупација и пишувана е во време кога ни беше забранувано веќе да се споменуваат тие историски факти и податоци дека Македонија била окупирана, дека сме се бореле и против кој сме се бореле. И затоа настана овој роман како реакција на тоа што ни се случува сега. Значи, на некој начин таа борба уште живее. Сметаш дека тоа што сега ни се случува, политичката ситуација, економската ситуација, токму од тука доаѓа? Од овој период зборува. На некој начин коренот е малку покасно од таа послевојна, некаде од кај 70-ти, ама да, тука е темелот на Македонија и тоа некои се обидуваат да го прескокнат, дека тогаш е настаната Македонија, барем во таа граница на Вардарска Македонија, без нормално другите делови. И сега имаме негирање од сите страни, повторно испишување на историјата, што мене лично не ми се допаѓа, зашто фактите им се допаѓале некому или не, се тие, дека македонскиот народ се бореше и сам се ослободи. Никој нити ни подари држава, нити... Тоа го зборуваш во книгата? На некој начин да, тука се формираат и првите македонски бригади, соработката со други. Добро. Битно е да се каже тоа што го има во книгата, уствари го нема многу, дека за разлика од другите народи, држави во Македонија нема соработничко движење поголемо со окупаторот, како што има например во Србија, во Хрватска, во Босна. Ние немаме окупаторски дивизии составени од македонци. И тоа е многу важно, што исто така се заоставува во смисла на некои добрососедски односи. Така. Пред да го напишеш романот, овој партизански роман, како што е и самиот поднаслов на твојата книга, дали бараше од некого извори, кои биле сведоци, можеби не директни сведоци на тој период, но информации на Википедија или не знам од било каде, за да можеш да го напишеш овој роман? Предходно имам долго разговарано со баба ми, иако беше помлада и не стигна да биде партизанка, сепак го живееше тоа. За прогонот на евреите и за целата Втора светска војна. Не е фактографски, нема намера да биде како учебник, поиќе како лично доживување на ликовите на таа борба и за што се борат и за... Што ти е заклучокот? Што сакаш да постигнеш преку овој роман? Која е целта? Заклучокот го гледаме секојдневно со тоа негирање на народно-ослободителната борба и со негирањето со фашистичките исти тези кои со 1940-тите и сега на македонскиот народ. Што се да постигнем, тоа е многу едноставно, да веќе почнуваме да забораваме на тоа време
како што умираат живите сведоци, што има се помалце што живееле то, доаѓаат нови генерации кои не се заинтересирани и забораваме што се случувало и како се случувало. И не можеме во името на некоја иднина да заборавиме да го избришеме минатото, затоа што многу луѓе го дале животот за тоа минато и за ова што го имаме денес. Какво и да е. Тоа сепак не може да се тие виновни, туку сега е наше време да направиме нешто и тоа е тоа основа, да не се заборави, за да не се повтори. Така, да не се заборави, за да не се повтори. СФСН, кратенката на книгата, промоција ќе има на 9 април. Ќе ги поканиме гледачите да дојдат на промоција. Велете на промоцијата на 9 април, тоа е во среда, значи вечер, во 19 часот во Diamond Mall, литература МК. Така. Тие што се заинтересирани можат таму да дознаат се за книгата, да ти постават прашања. И да ја купат, неќе лошо. И да ја купат, секако да ги поддржиме македонските автори, често пати тоа го велим. Добро. Може благодарам. До следно видување, ова е четврт твој роман, а понатаму Како сум тргнат. за 2 месеци следна книга. Како сум тргнат, може да ми побрзо. Добро, се гледаме за 2 месеци повтор. Поздрав. Поздрав и од вас.